Почитувани, велат дека револуцијата може да ја симне, но само образованието може вистински да ја порази лошата власт. Партизација, корупција, делумни или никакви реформи. Кај нас политичките елити 3 децении инвестираа во уништување на образовниот процес. Толкму веројатно за да се заштитат себе си и сопствените лоши политики од вистински пораз. Но приближувањето кон Европската унија дефинитивно ќе значи дека овие полиња мора да се реформираат. Агенда 35 анализира какви се реформи ќе бидат побарани од нашата држава во процесот на преговори. Останете со нас. Во оваа емисија ќе гледате лошите политики во образованието кои што произведоа неквалитетни реформи се причината зошто македонските ученици се функционално неписмени. Просветните работници бараат итни промени на образовните програми. Наспротив ветувањата се намалува буџетот за развој на образованието. Ефектите ги трпи економијата. Во земјава има се повеќе дипломирани, а се помалку способни работници. Интервју со универзитетскиот професор Ивица Милевски. Резултатите од PISA тестовите се катастрофални. На шангајската листа нема ниеден македонски универзитет. Образованието е полно со партиски кадри, а универзитетите низ малите градови и Кембридж програмата, иако се покажаа како пропаднати проекти, се уште траат. Имавме интересна ситуација да задача која што е за 600 деление, речиси ниту еден студент не можеше да ја реши. Останете со нас. Лошите политики во образованието кои произведоа неквалитетни реформи се причина зошто македонските ученици се оценети како функционално неписмени, сметаат просветните работници. Додека ги чекаме резултатите од последното тестирање преку програмата за меѓународно оценување на учениците, односно PISA тестот, останува горчината од последното рангирање од 2015 година, според кое средношколците во земјава излегуваат од училиште без доволно совладани основни образовни вештини. Во подрачјата читање со разбирање и во писменост во природните науки се наоѓаме на 69-то место, а во подрачјето математичка писменост на 68-мо место од 72 земји чија младина била тестирана. Со тоа, ние сме единствената земја во која резултатите од PISA се намалиле во последните 15 години. Последната проверка на знаењето на македонските ученици преку PISA тестовите беше спроведена во април минатата година. Резултатите од тестирањето, според информациите од Државниот испитен центар, ќе бидат познати на крајот на оваа година. Координаторките на PISA тестирањето од Скопската гимназија Орце Николов, причината за поразителните резултати ја гледаат во повеќе фактори. Немотивираноста на учениците, кои не гледаат предизвик во тестирање кое нема да им донесе повисок просек на крајот на годината, но и во немотивираноста на професорите, кои се повеќе се чувствуваат како да се на маргините, иако треба да бидат главната движечка сила за промени во општеството. Сепак, најголемиот проблем професорките го гледаат во наставните програми, кои не го следат текот на општествениот развој. Еве конкретно ќе кажам за програмата по македонски јазик. Последната незина реформа е од 2001 година, а учениците на кои што јас им предавам и кои што се втора година се родени 2002-2003, така што тие наставни програми се постари од нив. Не се нешто многу променети од претходните наставни програми, а содржините кои што ги изучуваат се неинтересни за овие нови генерации. Да не зборуваме дека станува збор за инстант генерација, односно генерација кои што читаат инстант вести. Затоа и се оддалечија учениците од Facebook, бидејќи социјалните мрежи се нивното секојдневие, и одат повеќе на Instagram каде што читаат само зборчиња. Значи немаат концентрација да читаат пообемни содржини, да не зборуваме за пообемни дела. Исто така начинот на кој што се бара од учениците да ги презентираат стекнатите знаења е пред се меморирање на факти, податоци. Спомнав и претходно дека ние немаме практично усвојување на знаењето. Можеби тука треба да се размисли и да се направат реформи кои што ќе одат во функција на тоа да се стекнува практично знаење. Работиме со Google генерација, вели и професорката по математика
И затоа смета дека е потребна една сеопфатна реформа на средното образование и целосна промена на концептот на учење. Не дека нашите ученици не знаат математика. Тие не умеат да го најдат проблемот во апликативна задача, да го состават, да го срочат и на тоа мислам дека треба да се работи. Нажалост, за последните 20 години не се смогна сила да се направи ниту една реформа во средното образование, каде што ќе се стави акцент точно на зголем број такви проблемски апликативни задачи кои од една страна многу користат во тој тренинг на умот, а од друга страна се и поинтересни, позабавни и повеќе ги мотивираат учениците да работат на час. Резултатите на PISA тестовите се одраз токму на лошите реформи, смета директорот на Скопската гимназија Раде Јовчевски Корчагин. Можам да спомнам неколку примероци кои не се реформи, туку беа како реформи, а всушност го уназадија образованието, како например компјутер за секое дете, Кембридж, па дури може да кажем во некоја рака и задолжителното средно образование. Сето тоа се некои работи кои во името на реформи се дојдени ad hoc. Значи, така, не се дадени на некоја си јавна расправа да се види колку е тоа позитивно или после воведувањето на таа реформа не се вратени повратни информации дали е тоа успешно или не. И мислам дека тие 15 на години го плаќаме на некој начин данокот, затоа што токму таа генерација испадна дека се најслаби по тестирањето. Така да причината е во тоа. Според Арсовски, реформата треба да почне од основното, а не од високото образование, каква што е тенденцијата во последниве неколку години. И што е најважно, да се тргне од учениците. И професорката Елизабета Секирарска од Средното училиште Перо Наков во Куманово смета дека реформата треба да започне од основното образование. Таа предлага реформите да се одвиваат во насока на да се престане со апликација на туги образовни искуства на домашен терен, системско решавање на обемноста и неприлагоденоста на наставните програми, градење на стандарди за учење и оценување на учениците на униформно ниво, ослободување на наставниците од административните стеги, ревизија на уписната политика на факултетите. Во последниот извештај на Европската комисија наведено е дека дел од забелешките за реформа на образованието се опфатени со стратегијата за образование 2018-2025, но потребно е да се определат индикатори со кои ќе се мери исполнувањето на стратешките цели. Од делегацијата на ЕУ во земјава порачуваат. Делегацијата на ЕУ смета дека квалитетното образование најдобро се постигнува преку фокусирањето на претшколското и на основното образование, како и преку систематски и континуиран професионален развој на наставниците. Образованието заедно со културата се опфатени во поглавието 26 од преговорите со Европската Унија. Областите од образованието првенствено се одговорност на земјата кандидатка, но тие треба да бидат градени во насока на целта на ЕУ, обезбедување еднакви услови за стекнување на вештини потребни за вклучување во општествените процеси. Вкупно 409 милиони евра потрошила државата лани за образованието, вклучувајќи ги основните, средните училишта и универзитетите, заплати на наставниот кадар и други административни трошоци за вработените во овој сектор, како и за капитални инфраструктурни инвестиции. Ако се спореди со 2010 година, буџетот за образование е зголемен речиси за третина, но како удел во бруто домашниот производ, државата од година во година одвојува се помалку пари за развој на образованието. Ако во 2010 година 4,5% од БДП се одвојувале за образование, лани овој удел паднал на 3,8%. Со споредба, европскиот просек е 5,2% од бруто домашниот производ. Ако се спореди со земјите од регионот пак, Северна Македонија троши повеќе пари за образование отколку другите, но сепак индикаторите за квалитетот на образованието кај нас се под регионалниот просек. Зошто е тоа така, разговаравме со извршниот директор на Институтот за економски истражувања и политики Finance Think Благица Петрески. Имаме недоволна ефикасност во трошењето на јавните средства во делот на образованието, меѓутоа исто така, доколку забележиме од структурна компонента како се трошени овие средства, ќе забележиме дека најголем дел на средствата се трошени во плати, што не е и за изненадување затоа што тука имаме образовен кадар, но многу малку е застапена компонентата на инвестиции во образованието,
кои што значат изградба на нови училишни згради, изградба на нови градинки потенцијално, меѓутоа исто така и инвестиции во надгледни материјали кои што треба да го подигнат квалитетот на образованието. Петрески вели дека и домашните и странските инвеститори во земјава се соочуваат со проблем да најдат соодветни кадри на пазарот на труд, бидејќи има голем јас меѓу понудата на квалификации и вештини со кои што излегуваат учениците и студентите од образовните институции и поверувачката од страна на компаниите. Но истражувањата покажале дека дури и дипломите не се гаранција дека вештините и квалификациите што били изучувани се навистина стекнати. Еден од клучните недостатоци кај образовниот систем е тоа што дипломата која што треба да гарантира одредени вештини и квалификации има неусогласување со она што младите кадри ги поседуваат тие вештини и квалификации. Зошто ова се случува може да се лоцира на две главни причини. Првата причина е тоа што не секогаш материјалите кои што се предаваат и оние силабуси кои што треба да служат како подлога за едукација на младите кадри се во согласно со најновите трендови кои што се во таа област, и второ постои недостаток на пракса, меѓутоа пракса во правилна смисла на зборот, а не само пракса која што знаеме дека често се случува како проформа пракса. За да се подобри квалитетот на образовниот систем, главниот економист на Институтот Finance Think, Благица Петрески, вели дека се потребни повеќе реформи. Најпрво мора да биде фокусот повеќе на вештини и фокусот на квалитет, а многу помалку на квантитет во образованието. Во изминатите години имавме интензивен тренд на зголемување на квантитетот, меѓутоа паралелно имаше деградација на квалитетот. Овој тренд треба да запре и треба фокусот да биде насочен кон продуцирање на млади кои што ќе имаат вградени вештини во своите дипломи или не неопходно потребни се дипломи, потребни се вештини. Два типа на мерки се потребни. Потребни се долгорочни мерки, каде што ќе имаме целосна реконструкција на образовниот систем и фокусот на квалитет, меѓутоа исто така потребни ни се интервентни мерки, мерки кои што веднаш во следните 3 до 5 години ќе треба да продуцираат кадри кои треба да ги задоволат потребите на бизнис секторот. Во оваа насока еден од начините е дуалното образование. Што подразбира дуалното образование? Тоа подразбира соработка помеѓу средните училишта со компаниите кои што се од тој регион, интензивна соработка каде што од една страна вработените во компаниите ќе држат предавања на тие млади потенцијални работници, а од друга страна ќе ги отворат вратите за реална пракса во нивните компании. Комбинацијата од учење во клупа и пракса во компанија, или така нареченото дуално стручно образование, како пилот проект во неколку средни училишта во Охрид и Кавадарци, се применува веќе 2 години. За тоа како се спроведува овој проект, разговаравме со Дејан Чуповски од делегацијата на германското стопанство во Македонија, кој што е проектен менаџер за дуално стручно образование. Тоа е модел каде што образовните процеси се одвиваат на две места. Едно е училиштето, кое што во прв ред е задолжено за посредување на теоретските знаења, а второто место на учење е компанијата која што е задолжена за посредување или спроведување на практичната обука. Во Германија таа практична обука во компанија изнесува дури до 70% од вкупниот удел. Тоа не е наша цел да го пресликаме системот 1:1 во Македонија, бидејќи не е ни можно, меѓутоа целта ни е да ги спроведеме тие системски елементи и да ги прилагодиме на македонските услови. За една компанија да може да учествува во нашата програма, треба да ги исполни нашите германски стандарди. Тоа е да има просторија за обука, многу важно е да имаат обучен ментор кој што ќе спроведува таа обука на учениците. Менторите ги сертифицираме ние според германски стандарди и можеби најважниот предуслов да се учествува во програмата е по завршувањето на образованието, компанијата да им понуди и директно вработување на младите. Чуповски вели дека од оваа година програмата ќе се прошири во средни училишта и компании во Велес, Битола и Прилеп, а освен странски инвеститори, интерес покажале и домашни фирми. Според него, овој модел на образование ќе донесе повеќе придобивки во земјава. Очекуваме младите да се стекнат со знаења и вештини кои што се потребни на пазарот на трудот, бидејќи компаниите често се жалат дека откако ќе завршат младите одреден образовен процес, дали е тоа
средно училиште или факултет ги немаат вештините кои што стојат во дипломата дека ги поседуваат, а од друга страна сакаме да има директно вработување, тоест тоа е и целта на програмата. Една компанија која што 3 години ќе спроведува практична обука, секако има за интерес тие млади луѓе да останат потоа во компанијата, бидејќи за компанијата тоа е инвестиција. Дека пазарот на работна сила најмногу ќе бара стручни кадри со средно образование, покажува и последната анкета на Агенцијата за вработување, според која дури за половина од новите отворени работни места ќе се бараат вакви профили на работници. Професоре Милевски, добар ден, ви благодарам што сте со нас. Зборуваме за една мощна комплексна тема, а тоа се реформи во образовниот систем. Знам дека е тешко да се даде на генерална оценка, меѓутоа токму тоа ќе го побарам од вас. Може ли направите една генерална анализа за состојбите моментално во нашиот образовен систем? Благодарам на вашиот интерес за овој разговор и што ме повикавте да бидам учесник во него. Моje мислење е дека образованието на некој начин е слика на државата и обратно. Државата се пресликува во образованието. Значи, онака како што е сега поставено севкупното образование, од високото до основното, па да не кажам и предучилишното, значи, навистина не одговара или не е во согласност со нашите тенденции за приближување кон Европска Унија, ниту пак воопшто со современите тенденции во светот, во смисла на она што е развој на нови пристапи, нови технологии, усвојување на врвни знања и така натаму. Значи, по мене се уште сме некако генерално заглавени во еден, да кажам, постар систем. И едно што велам, значи, што може би треба да биде јасно, дека носител на промените во образованието треба на некој начин да биде пред се високото образование. Значи, од тука треба да започнат вистинските промени. Знаете, имате тука различни мислења со некои ваши колеги или со експерти кои што велат дека токму треба да се фокусираме на реформи во основното образование или од почеток да се почне. Вие мислите дека почетокот е тука горе? Јас мислам дека почетокот е во високото образование и пристапот кон научно-технолошкиот развој, односот кон науката, значи така натаму. Зошто? Затоа што треба пред се да имаме одлично поставено високо образование, од кое што ќе произлегуваат кадри, значи наставници и останати кадри кои што ќе бидат вклучени како квалитетни кадри во основното или средното образование. Без тоа ништо не прави. Дали сакате да кажете дека всушност клучната забелешка или клучниот проблем го гледате во квалитетот на кадрите? Едно од клучните работи и тоа. Значи, делумно сметам дека кадрите делумно излегуваат неподготвени, односно со недоволни знаења, со недоволни осознавања, иницијативи и така натаму, значи во смисла на новото време што доаѓа, новите технологии што доаѓаат и така натаму. На што се должи тоа? Може би непотизам, партизација при нивното поставување или на нивната лична инертност во обидот да се учат нови вештини, нови знаења и да се биде подобар професор? Значи, еден проблем кој што го вака, може би тоа е моје субјективно гледиште, меѓутоа она што гледам, точно тоа што го спомнавте, дека во изминатиот период постоеше преголема партизација при примањата на кадри, значи на наставници и така натаму. Обично во западните држави или во развиените држави секогаш се гледа или се дава предност, вистинска предност на квалитетните и добри кадри. Овдека, за жал, многу често некои други елементи доаѓаат до израз, блискоста до некаква опција или не знам што, или некакви врски, непотизам и така натаму. И од тука се случува понекогаш да имаме навистина катастрофални решенија во смисла на наставници, кои што ќе понекогаш велам, иако има навистина дели многу добри наставници, меѓутоа оние слабите наставници на некој начин го закочуваат целиот процес или внесуваат некоја атмосфера на нема потреба од не знам какво истакнување и така натаму. А од друга страна е поентата она што велам, секогаш квалитетот и работата треба да биде наградена, стимулирана и обратно неквалитетот, неработењето треба да биде на некој начин, не мора да биде тоа казнето, меѓутоа да биде укажано дека не е како што треба. Да, меѓутоа ова се коси со оној линеарен пристап кон плати, кон
пристап воопшто кон финансирање на ја мислам дека образовните еден работници. од главните проблеми севкупно во државата е непостоењето на принцип на мотивација. Значи, ви имате наставник кој што изворедно работи со учениците, или професор, или без оглед што и да е, како и да е, кој што навистина огромен дел од своето време посветува на нив и остварува огромни успеси, јаки успеси, било да се тоа над превари, било да се некакви секции и така натаму, меѓутоа неговата плата, да кажеме, е иста со платата на некој кој што ама буквално си тера единствено на што мора часот да го заврши и така натаму. Состојбите што ги опишавте веројатно се резултати на односот на сите власти кон образованието, каде што гледаме една прилична ноншалантност кон реформите. Ние немаме конкретна постојана државна стратегија. Значи политиките се менуваат како што се менуваат и властите и нивните партиски гледишта на образованието. Министрите се менуваат исто многу брзо. Целиот тој сектор на образованието е предмет постојано на некои партиски, коалицијски пазари. Значи, како го гледате овој однос на оние кои што треба да бидат носители на реформите кон вашата област? Понекогаш се мисли дека реформа представува донесување на закон. Еве, се донесе законот за високо образование. Јас бев еден од оние кои што, значи, заедно со бројни колеги и од тој професорски пленум и од останатите укажував дека законот не ја чини реформата. Реформата ја чини севкупната стратегија или посветеност, желба да се променат нештата во образование, во овој случај велам високото образование. Зошто? Затоа што, пак кажувам, мора да имаме, значи, многу квалитетно високо образование кое ќе продуцира изворедно квалитетни студенти или дипломци, односно наставници или инженери или не знам што било на која позиција да се, за да можат тие да, меѓутоа и понатаму од тоа, значи еден од главните проблеми, пак ќе кажам, талентираните, најдобрите пример студенти. За нив мора да се најде место, дали ќе е тоа на универзитет, дали ќе е тоа во некоја соодветна институција и така натаму. Да не се случува обратното, тоа е главната демотивација на тие најдобрите, најталентирани луѓе што ги имаме, што тие не може да најдат свое место, иако се, да кажеме, изворедно интелигентни или надарени за некоја област, значи, во таа смисла. Зборувате вие за реформи на високото образование, една од клучните реформи која што беше најавувани, на која што се обрати многу внимание и се потроши енергија, беше дисперзираните студии и факултетите кои што и универзитетите се отворија низ земјава. Како гледате вие на тој концепт и колку, зашто многу ми го критикуваа дека токму ова дисперзираност всушност значи и губење на оној мал квалитет кој што беше сконцентриран тука. Со дисперзираноста фактички се продуцира уште повеќе несоодветни кадри, затоа што професорите, понекогаш и навистина добри професори, беа на некој начин приморани да патуваат, да губат време, наместо да го посветат тоа време на нивно дополнително истражување, усовршување и така натаму, тие мора да заминуваат во некој град и навистина со оглед на големината на нашата држава, значи 25.000 километри квадратни, бројот на дисперзирани студии, па и бројот на универзитетите е преголем. Треба да имаме овдека сконцентрирано финансирање на неколку универзитети, навистина според потребите и според барањата и на пазарот и на сето она што се поставува пред нас, за да навистина, рековме, се продуцират квалитетни кадри и да имаме она што е многу важно, што на Запад секогаш се применува. Да имаме отворен конкурс, не конкурс кој ќе биде, например, сега ќе реши некој, да, ќе имаме конкурс, не знам, за месец дена за примање на кадри, нови кадри. Зошто? Затоа што, може би, пример, во мојата област ќе се појави извореден студент за 2-3 години, пример. Еден друг проект кој што исто така мислам дека имаше многу негативен импакт, влијание врз образовниот систем, посебно во основното образование, тоа е Кембридж системот. Се чини дека дел од структурите уште кога го воведува не сватија или нема разбрано дека овој систем во ниту една земја во светот не е прифатен како национален образовен систем. Значи, тоа е наменет креирање од одредена институција, која што е блиска, да кажеме, до Универзитетот во Кембридж, меѓутоа не е произлезена од самиот Универзитет Кембридж и е наменета за талентирани деца.
Тоа што значи? Тоа значи дека пристапот таму е многу повисок од оној кој што е потребен за просечното дете. И имавме интересна ситуација да задача која што е за 6 оделение, речиси ниту еден студент не можеше да ја реши. Од тука може да сватиме кои се недоследностите, значи навистина, пак ќе кажам, значи во некои држави е прифатен Кембридж системот, ама само за приватни училишта за талентирани деца. Од друга страна имаме катастрофални податоци на PISA тестовите за елементарна неписменост, функционална неписменост од основно образование. Факултетот, тоест универзитетот во кој што и вие предавате го нема на Шангајската листа. Воопшто нема Македонски универзитет таму. Значи, сакам да кажам дека овие состојби за кои што вие зборувате се евидентни во очите на светот. Значи, нашата држава и на светската сцена од аспект на образованието е навистина долу. Како мислите дека ова може да се поправи? Видите, пак прашувам сега за Чекори. Што мислите вие дека може да се преземи? Пак ќе кажам, во развиените држави си има регистар, Министерствата за образование, значи или за наука, си имаат регистар на кадри според нивните постигнувања, не според дипломата. На Запад веќе дипломата губи своје значење. Него фактички таму е важно постигнување, биографијата. Што има, колку има работи објавено, колку има истражувано, каде има истражувано, значи колку проекти има, колку има стручно и апликативно искуство. И врз основа на тоа се гради една база на податоци и се повикуваат на вистина оние најквалитетните за одредена област. Овдека, да, битно, има таква некаква диплома, не знам што како, и од тука па излегуваат можеби и документи кои што немаат своја тежина, политики, стратегии и така натаму, кои што навистина понекогаш... Знаете, тој сооднос е контрадикторно, бројот на дипломирани граѓани со овој квалитативна оценка на квалитетот. Да, значи затоа велам, мора него драстично поинаку да се пристапи првин кон високото образование. Односно да се направи ситуација, состојба, значи да се зголеми финансирањето на оној дел на наука, апликативност и така натаму. Зошто? Затоа што професорите, пред се професорите, мора да имаат добри сознанија и теоретски, меѓутоа и практични, кои што лесно ќе ги пренесат на студентите. А студентите па понатаму, како дипломирани наставници, инженери или не знам што, па ќе ги пренесат на во своите средини, на учениците или на своите колеги и така натаму. Знаеме дека треба време за овие реформи, дека не е тоа нешто преку ноќ што се прави, веројатно ниво еден мандат. Имате ли некоја проценка генерална, да речеме, од аспект на временски рамки, доколку има еден позитивен пристап и сериозен пристап и волја политичка за реформи, кога би можеле првите резултати да се видат? Ако се сака, рековме, ако се сака вистински, значи не политикански, меѓутоа земено стручно, професионално, јас мислам дека за 4-5 години може да има изворедни промени на подобро. И пак ќе кажам, не случајно, дури имаме и примери на многу посиромашни земји кои што многу вложуваат во науката, во високото и во средното и во основното образование. Бидејќи тие знаат дека образованието, квалитетното образование ќе биде фактички најголемиот потикнувач на економијата, на стопанството, на развојот на земјата и така натаму. Значи, Кај нас го гледате тоа? Гледате таква политичка волја? За сега се уште не, значи ви велам, мора да се зголеми финансирањето, меѓутоа сепак тоа да биде засновано на оправданост, на стручност на луѓето и така натаму, значи настапите на конференции, не знам, воспоставување на оние меѓународни контакти, затоа што ние сега реално, генерално сме она што се вели табула раза, односно во многу меѓународни тела, значи кои што се многу важни, каде што се склучуваат контакти, каде што може да ги испраќаме нашите студенти или нашите ученици на размена и така натаму, ние едноставно сме ограничени затоа што бирократската процедура е навистина голема, финансиите ни се изворедно ограничени. Јас имавме случај сега да кажем, еве токму ова што го зборувате, значи надарени деца од средно образование, кои што има можност да учествуваат на врвна светска олимпијада на знаења и кои што мора самите јадни да си ги платат сите трошоци. И таму разговаравме, значи ние бевме единствените представници од овдека кои што самите си ги плаќавме трошоците за учество на светска олимпијада на знаење.
Ова се проблемите кои што се лоцирани во политиката и во оние политички функционери и носители на процесот на реформи што ќе треба. Меѓу другото, сето ова што досега го зборувавме, да го финишираме разговорот, главната поента ви е да се тргнат партиите, да се тргне политиката од образованието, да си дојде стручноста на своето место, да се направи вистински рейтинг и она што велам многу е битно. Принципот на мотивација и демотивација. Се што ќе се види дека работи, дека прави успеси, дека ги води учениците, студентите напред и така натаму, треба да се најде начин да се награди и да се стимулира. Но ова едната страна од паричката ќе дозволите да поентирам со една друга мисла, тоа е дека еве да речеме политиката се трга, имаме максимално посветена перспективно максимално посветени политички функционери кои што ќе речат сакаме вистински реформи. Што правиме со она што е ваша работа како луѓе од образованието? Ние низ годините сведочевме многу пати кога интелектуалците, професорите, оние што треба да бидат носители на општествените промени, се подведуваат токму под политичката матрица. Сакам да речам, нели сметате дека и вашите колеги и оние кои што заедно со вас како носители на оние промени се прилично тивки во ова што вие го зборувате? Она што кажавме, политиката треба да ги тргне своите раце таму кај што треба да ги тргне своите раце. Рековме, дали се тоа вработување, дали се тоа избор на кадри соодветни и така натаму. Меѓутоа, политиката не треба, и не само што не треба, него треба да земе уште поголемо влијание да има во креирање на политики за високото и воопшто за образованието, меѓутоа заедно со соодветните луѓе од тие области. Значи, во една комуникација, дали преку трибини, дали преку заеднички, разговори, анализи, преку креирање на стратегии соодветни и така натаму, значи да се најдат најоптимални решенија и тоа што поскоро, кој што ќе придонесе, значи да не се губи време, обично понекогаш кај нас години се губат на некакви стратегии. Ви благодарам многу за разговорот. Ќе ги следиме реформите. Ќе ги следиме. Благодарам. Благодарам на вас. Со цел координирано управување со надворешните граници на Европската Унија и одговор на кризни ситуации се воспоставуваат постојани сили на Европската гранична и крајбрежна стража, чиј оперативен персонал ќе брои до 10.000 членови до 2027 година. Ова е само дел од политичкиот договор за зајакнување на Европската гранична и крајбрежна стража, за кој зелено светло даде оваа недела Советот на Европската Унија. Со договорот се овозможува Европската гранична и крајбрежна стража на соодветно ниво да одговори на заедничките предизвици со кои се соочува Европа во управувањето со миграциите и границите. Агенцијата за Европска гранична и крајбрежна стража Frontex добива дополнителен персонал и ја зајакнува својата техничка опременост. Воедно се проширува и нејзиниот мандат за поддршка на активностите на државите членки во поглед на заштита на границите, процесот на враќање и соработката со трети земји околу давање поддршка во управувањето со миграциите и границите. Распоредувањето на постојаните сили на Европската гранична и крајбрежна стража ќе започне од 1 јануари 2021 година. Секојдневно 64% од граѓаните на Европската Унија јадат овошје, а исто толкав процент граѓани јадат и зеленчук, покажуваат последно објавените податоци на Евростат, а кои се однесуваат за 2017 година. Помеѓу државите членки на Европската Унија, секојдневно најмногу овошје се користи во Италија, 85% од населението, и во Португалија 81%. Спротивно, во 3 држави членки на Европската Унија, помалку од 40% од населението јаде овошје на дневна основа. И тоа Латвија 35% и Бугарија и Литванија со по 37%. Во однос на консумирањето на зеленчук во Европската Унија, 84% од граѓаните на Ирска и Белгија барем еднаш на ден јадат зеленчук. Најмалку зеленчук на ден се јаде во Унгарија, и тоа само 30% од населението, во Романија 41% и Латвија 44%. Според Евростат, во нашата држава 50% од граѓаните секојдневно јадат овошје, а 55% јадат зеленчук. Европската Унија инвестира 540 милиони евра за потикнување на врвни истражувања. 222 истражувачи од цела Европа и пошироко ќе ги остваруваат своите соништа и се во одлична позиција да постигнат нови научни откритија со помош на грантовите за 2019 година, кои ги додели Европскиот истражувачки совет.
Оваа година на истражувачи од 29 националности им е додален грант за истражување. Корисниците на грантовите ќе ги спроведуваат своите проекти на универзитетите и истражувачките центри во 20 држави низ Европа и во држави придружни членки на програмата Хоризонт 2020. Се очекува грантовите да доведат до создавање на работни места за околу 2000 постдокторанти, докторанти и друг персонал, кој може да биде вклучен во истражувачкиот тим на корисникот на грантот. Инаку работата на добитниците на овогодинешните грантови од различни полиња на истражување, со потенцијал за подобрување на секојдневниот живот на луѓето и изнаоѓање решенија за некои од наитните предизвици. Моментално јавниот транспорт не е во можност да понуди конкурентна опција на приватните автомобили кога се работи за флексибилност во превозот. Поточно, при употреба на јавниот транспорт, првиот, односно последниот километар, стануваат голема пречка. Токму ова е предизвик за неколку града во Финска, каде се испитува можноста за автоматизирани електрични минибуси или робобус и користење на таквата услуга на ефикасен начин. Автоматизираните електрични минибуси се трошковно и енергетски ефективни возила, кои може да пренесат до 9 лица и функционираат во нормален сообраќај. За управување на робобусот не е потребен возач. Може да се движи со максимална брзина од 40 км на час, а вообичаената просечна брзина изнесува 11 км на час. Бавното движење е прашање на безбедност и предизвик за останатите моторни возила во сообраќајот, а земајќи во предвид дека возилата и учесниците на јавните патишта не се предвидливи. Робобусот може да функционира и на рути каде традиционалните автобуси имаат проблем да возат или во реони каде бројот на патници е многу мал. Робобусите се тестираат на јавните патишта и со патници уште од 2016 година во финските градови Хелсинки, Еспо и Тампере. Во Хелсинки, робобусот е дополнување на мрежата на јавното транспортно претпријатие и поврзува две станици, до кои доаѓа редовна автобуска линија. Како и да е, проектот се уште се фокусира на предизвиците и нивно решавање преку практичен пристап, заради уште поголема примена на патиштата во Финска, но и секаде во свет. Проектот Робобус е поддржан од Фондот за иновации на град Хелсинки и ЕУ програмата Хоризонт 2020. Следната недела се гледаме со друга тема од Европската агенда. Следете не тука на првиот програмски канал на Националната телевизија или на нашите социјални мрежи, на нашите официјални Инстаграм и Фејсбук профили. Се гледаме.